Овој инцидент е еден од серијата напади врз неколкумина новинари во изминативе недели. Повеќето за влошената атмосфера ги обвинуваат политичарите кои редовно ги критикуваат новинари. Организацијата Репортери без граници соопшти дека Турција имала најмногу затворени новинари во светот и ја рангира на 157-то место од 180 земји по слободата на печатот. Во моментот во Турција за трешетки се наоѓаат 142 новинари. Повеќето се уапсени под двегодишната воредна состојба, наметната по неуспешниот државен удар во 2016 година. Владата вели дека никој не бил уапсен поради тоа што е новина. Но од Репортери без граници сметаат дека насилството врз медиумите честопати не се казнува, па дури и останува без критики. Барањето парламентарна истрага за неодамнешните напади беше отфрлено од владеачката партија. Еден отворен критичар на владата на председателот Реджеп Тајип Ердоган, Јавус Селим Демирак, од дневниот вестник Јеничак, за нападот ја обвинува десничарската партија на Национално движење, која е во коалицијската влада. Тој беше меѓу десетиците новинари наведени во списокот што оваа партија го објави во неколку вестници со висок тираж поминато годишните општи избори под наслов клевети, обвинувања и поплаки. Најмалку двајца од нив биле нападнати. 61 годишниот Демирак беше претепан пред неговиот дом, при што му беа искршени неколку ребра. Тешко е да се биде новинар во Турција. Нападите врз новинарите се херојски, вели тој додавајки. Yolsuzluklara, hırsızlıklara, yoksulluğa karşı bir tavrınız varsa ve bunları günlük yazılarınızda yansıtıyorsanız, televizyon programlarında bunları konuşuyorsanız bir kere suç işliyorsunuz anlamında. Tabii bu hukuki suç değil, anayasal suç değil, bu siyasal bir suç işliyorsunuz demektir. Само еден месец по нападот, Демирак беше кратко затворен за навреда на председателот во текот на еден говор во кој го доведува во прашање правото на имунитет на одредени службеници и за тоа доби условна казна. Dokunulmazlık isteyen niye dokunulmazlık ister? Eğer kendinde bir yolsuzluk, bir arsızlık varsa dokunulmazlık ister. Bu ister belediye başkanı olsun, ister milletvekili olsun, isterse başbakan olsun demiştim. Sadece bu sözlerimden dolayı 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldım. Реакциите на нападите врз новинарите честопати ја одразуваат жестоката партизација на турската политика. Например, владата молчи за нападот врз Демирак, но кабинетот на Ердоган веднаш го осуди нападот врз исламистичкиот новинар Мурат Алан, кој беше претепан во Истанбул на 14 јуни.